Добар ден, гледате Аргумент, добар ден и за мојот гостин Сефер Селими. Добар ден, фала на поканата. Политички аналитичар и веднаш одиме со Таравари. Оставката на Таравари официјално е констатирана и на двајца заменици негови луѓе, заменик на земјоделство Флјакрон Беџети, Елфет Исмаили на одбрана, не ги запознавме многу овие луѓе, но Таравари го знаеме. Тие не ги образложија оставките, прво ме интересира зошто нема отчетност и често кажување зошто се повлекуваат. Мислам дека политичката конфронтација е стигната до тој ниво да пред граѓаните каква врска има? Па сите политички додуша политичарите за жал во Македонија претежно користат своји канали на комуникација и политичката битка често пати се одлучуваат да ја направат надвор од местото каде што тоа треба да се случува, пред се во собрание. Тоа мислам дека им е полесно, поради тоа што комуникацијата во нивен терен претежно е еднострана и оние си изнесуваат своји аргументи без да бидат соочени од другата страна. Затоа често пати се одбегнува таа дебата во парламентот. Впрочем, истото се случува и со трагедијата во Кочани, каде што политичките фактори избегнуваат таа дискусија да го направат во одговорната институција во нашата држава и нашиот политички систем. Тука ја гледам и тој недостаток на отчетност од страна на господинот Таравари и Флјакрон Беџети, господјата Елфете. За мене погрешно. Оние требаше уште еднаш пред граѓаните да го образуваат своите политички маневри и стратегии, но и да дават отчетност од тоа што имат соработено додека биле на тие функции. И зошто си одат, Добро, претходно имаше некакви изјави, не бил задоволен, велеше Таравари, од работата на оваа влада, и ако навистина погледнеме, тешко дека се бореа за интересите на албанските граѓани. Што добија? Го укинаа балансерот практично и молчеа. Низ целиот овој период молчеа, особено за евроинтеграциите. Видете, целиот овој процес, барем за мене, е почнат наопаку од страна на коалицијата. Ние имавме склоп или склопување или креирање на некаква коалиција во последен момент, без јасно дефинирани позиции, посебно од страна на господинот Таравари, кој се повлече од својата матична политичка партија и де факто направи раскол во својата политичка партија и се кандидираше за кандидат за председател со сосема други политички актери кои до пред некое време му беа политички ривали. Тоа е прво. Второ, јас се уште потенцирам дека грешката се направи и од страна на коалицијата Вреди и од страна на сега премиерот Мицковски, кој уште пред да завршат политичките избори, парламентарните избори во Македонија, он одреди кој ќе ги представува албанците, без да ги слушне кои ќе бидат нивни представници. И третиот момент е нефункционирањето првин внатре во политичката коалиција Вреди, каде што ние гледавме цело време какофонија на ставови, каде што едно ке се изјаснеше господинот Таравари за после 2 часа да слушнеме сосема друг став на господинот Меджити и трет став на Касами, на господинот Касами, а на крај да излезе господинот Мицковски, премиерот Мицковски да каже дека ниту еден од нивните ставови не е валиден ставот на господинот Мицковски. Така да тоа се гледаше уште од многу рано, дека таа коалиција
нема некаква хемија внатре на функционирање, нема некаква добра планирана стратегија врз која се усогласени сите ставови поединечно од политичките лидери и политичките партии кои беа во склоп на таа коалиција, и на крај се гледаше дека нивната моќ спрема поголемиот политички партнер ВМРО ДПМН е непостоечка. И тие тука беа само амортизери или релативизатори на политиките од кои голем дел од албанските граѓани ги гледат како антиалбански од страна на ова влада. Впрочем, еден од аргументите кој беше употребен од господинот Таравари е дека поголем број од анкетите покажуваат огромно незадоволство првин спрема политичките партии кои ги представуваат албанците во ова влада, но и кон владата и владините политики. И тие бројки се навистина загрижувачки кога зборуваме дека во некои дел од анкетите, некои интерни, некои и јавни, дека имаме незадоволство од 70-80% од албанското население, кое не е воопшто задоволно со работата на оваа влада. Дополнително на тоа, кога ги ставиме сите овие во калкулации, кога имаме во предвид дека ни предстојат локални избори во октомври, и од друга страна имаме еден најблагоречено предизвикан или неприфатен легитимитет од страна на албанските политички партии, се гледа дека тука постои можноста да имаме нови и предвремени парламентарни избори, што нормално е нова енергија во политичкото распределување и позиционирање на политичките партии кои пред се прават партиски пресметки и како оние подобро би се поставиле во овие избори. Да, и би профитирале. Ете, тоа е прашањето околу профитирањето. Што мисли на локалните избори Таравари? Заради тоа што еве, сега пратеничката група навлен се зголеми од 9 на 10. Тој изгуби своји пратеници од 5 на 4. Што ќе добие на локалните избори? Може само да губи, или не е баш така? Па ја не мислам дека толку му е погрешна математиката на господин Таравари. Тој се покажа дека знае да прави добри политички калкулации кога се однесува на вакви моменти. Дали ќе му излезе се до крај, не знаеме, но пред се ова отвара нов момент, што би значило дека работиве можат да се свртат на полза сосема на Алијанса за албанците и во отсуство или на некој начин со повлекување можеби на господинот Таравари и Села, ние да имаме нова политичка зближување или унификација, каде што Алијанса за албанците станува пак релевантна во политичката сцена и има 8 пратеници. И нормално дека тоа би отворило можност за поголем пазар, да кажеме, во склоп на идните посебно локални избори, каде што господинот Ахмети Дуи, иако со добар рейтинг, моментално добро котират кај албанските граѓани, баш поради неспособноста на вреди да ги представува и зачувува албанските приоритети во склоп на унитарна Македонија, можат да издвојуваат многу поголем пазар и да се етаблират за нова борба или како две различни алтернативи помеѓу Дуи и Алијанса за албанците, а овие останати политички партии кои патем имат многу лош рейтинг, и господинот Меджити, и господинот Касами, тука целата тежина беше во Алијанса за албанците, каде господинот Таравари имаше двојно повеќе рейтинг кај албанците, отколку сите овие другите три лидери заедно.
Можно ли е во вториот круг да биде поддржан Дуи токму еве од Таравари? И обратно. Да, и обратно се разбира. Да, Заемно да се поддржат онаму каде што им е неопходно. Да, сигурно дека тоа би можело да се случува, уште повеќе тоа би можело да се случува ако имаме едно обединување од двата крила на Алијанса за албанците. Ќе се смират Села и Таравари или ќе остават простор за некој трет да ја предводи партијата. Тука сигурно дека тоа постои како можност, предводени пред се од незадоволството од албанските граѓани кон ова влада и политиките кои се именуваат како антиалбански. И тоа би можело, затоа викам дека после локалните избори ние ќе имаме можност да имаме ново репозиционирање во албанскиот блок, каде што трката ќе се враќа меѓу Дуи и Алијанса за албанците, како два можни политички алтернативи. Да. Но не е ли тоа демагогија, лицемерие, до вчера говореа против Дуи? Еве Села е дел од таа коалиција, но Таравари секако не би требало да влегува во такви комбинаторики. Или тоа во политиката не важи, барем во Македонија? За жал во Македонија тоа не важи. Ние имаме една коалиција, имаме едно мнозинство каде што клучни фигури од двете страни се обвинети за корупција, криминал и се друго. Да. Се состоја и направија пак коалиција. Господинот Таравари пред да стапи во коалиција со другите политички лидери имаше жестоки и остри обвинувања помеѓу себе. Господинот Села беше најголемиот ривал на господинот Ахмети. После некое време се врати во иста коалиција со господинот Ахмети. Така да конзистентноста на обвинувањата кај политичките лидери е нешто што ни фали во политичката сцена. А со тоа ни фали и кохерентноста на политиките и политичкото делување на сите политички актери во нашата држава. Така да тука нема ни интегритет, ни морал никој од актуелните политички лидери, вклучувај го и премиерот Мицковски, кој може да кажува дека е кохерентен на своите ставови и политичко делување. Да. И колку вреди во гласови Таравари, ве гледаме колку вреди во пратеници, во гласови за локалните избори. Тоа ќе треба да се докажува. Значи, сега сме во нов моментум, каде што ќе треба да чекаме како ќе се отклопа целата политичка игра и ќе има повеќе фактори кои би можеле да придонесуваат во подигнување на политичката моќ или намалување на тоа. Видовме дека и таму има сега еден раскол. Претежно се политички актери кои во прво место беа главни фактори за првиот раскол помеѓу господинот Селја и господинот Таравари. Сега тие си формираат некоја нова политичка фракција. Грбот му го завртија како и на Села, така и на Таравари сега. Значи, да заокружам, да сумирам, сметате дека не се прецени Таравари и на подолг рок би профитирал како политичар? Или како политичка опција Алијанса за албанците. Дека ние не треба да забораваме на крај дека индивидот не е партија. Партијата е сочината од повеќе луѓе кои имат зближени интереси или исти интереси и се борат за исти цели, вклучувајќи и власта. Затоа не може една политичка партија да биде заложник на само еден индивид, ако мислиме дека на некој начин малку сме позреале во политичкото делување. Да. Добро, Фатај, вице-премиерот, например, исто така му сврте грб и најави дека не би секако он беше еден од предводниците што го одвои господин Таравари од господинот Села. Така да, мислам, не е ништо изненадувачки во
политичкото делување. Ајде околу Албанија и Македонија. Албанија на рама граби сериозно кон Европската Унија, гледаме рокот заедно со Црна Гора би бил 2030 прилично оптимистички, но навистина Албанија е сосема поинаква од онаа која се сеќаваме пред неколку децении. Благодарејќи, секогаш е благодарејќи на добро лидерство, на добри политички елити и актери, во тоа кога велиме нели актери политички не се само политичарите, туку и медиумите, новинарите, невладините, значи една интелектуална, сериозна база. Тие од секогаш имале, но геостратешки очигледно дека е многу важна Албанија, тој Рама го сватил и сега зошто албанските партии во Македонија молчат и гледаат како се развива сериозно Албанија, а Македонија како навистина не стагнира, се парализира. Добро, за албанските партии кои се во владата, веќе реков дека тие служат само за релативизирање и амортизирање на политиките на Мицковски и во однос на Европската Унија. Ние сме сведоци дека имаше еден потпишан, непотпишан договор од сите политички партии на албанците кои беа во трка за парламентарните избори, дека нема да прифатат да бидат дел или да поддржуваат некое мнозинство кое ќе нема јасна перспектива за Европската Унија. Дори 6 месеци спомнуваа веќе, многу пати сме кажале, и ништо од тоа. И ништо од тоа е за делот на оние што беа и што се во владиното мнозинство. Што прави Албанија? Албанија сега моментално треба малку да се вратиме хронолошки во Албанија во 2014. Албанија започна тогаш премногу амбициозен проект за реформирање на правната држава, правниот апарат. Таа реформа во правосудството тогаш се гледаше со голема скепса од многу меѓународни актери. Во 2016 тие направија уставни измени и имаше интервенција, мислам, во 23 членови и додавање, не знам, неколку други членови, што резултираше со еден долг процес на прочистување, но тоа прочистување не беше замена, ќе извадиме еден ваш, ќе ставиме еден наш. Како тоа во Македонија што изгледа? Беше мониторирано сериозно и од страна на меѓународните фактори и тоа траеше неколку години. Имаше креирање на тоа што популарно е познато како СПАК, која се бори со висока корупција и криминал, и како резултат на нивното независно делување ние имаме речиси пола влада од Албанија во затвор. Значи го имаме Ерион Велијај, градоначалник на Тирана, еден од највлијателните политички фигури во Албанија зад решетки. Го имаме господинот Илир Бече, бивш министер за здравство, министерот за финансии е даден во бегство. Ние имаме растурање на неколку сериозни криминални структури кои дилаа дрога и правеа криминал во Албанија. И сето тоа и даде на Албанија некој ветер во грб за да може да се придвижи и да биде сериозно сватена и од Европската Унија. Со креирање на добри економски параметри, каде што пред се водечки е туризмот, кој во Албанија се пресврте во еден сериозен двигател на економскиот раст и стана препознатлив во многу меѓународно стана препознатлив со неколку сериозни признавања како прва најдобра дестинација, значи успешна приказна која сега му дава кредибилитет да преговара и од страна на Европска Унија да биде сватено сериозно. И еден од другите сериозни фактори се однесува на преговарачкиот тим на господинот Рама, кој така сериозно ја има сватено својата работа од процесот на скринингот се до отварање сега на веќе третиот кластер или повеќе од 16 поглавја во
преговори. Значи, тие се професионалци и сериозно посветени. За разлика од нас, тоа се сведе, за жал, во туризам, политички туризам, каде што тоа не беше сватено и од страна на тимовите кои требаше да преговарат, ни од страна на преговарачите, беше малку повеќе оставено на тоа како што знаеме ние да го направиме, без сериозен пристап за предизвиците кои не престојуваат во овој процес. Да. И таа светла точка на Балканот за европската приказна која беше Северна Македонија, сега почнува да блеска во Албанија. Да. Дури самиот Макрон рече дека очекува дека до 2027 Албанија, ако продолжува со истиот интензитет на сериозност спрема процесот, преговорите да бидат завршени. Така да 2030 и според зборовите на председателот Кошта, може да биде уште и порано од тоа. Да, да. Добро, ајде околу Велика Британија, стратешкиот договор и инвестициите, така наречени, иако ете и на вестите кажав, дека се работи за кредит, за кој нема многу информации, прилично тајно се воделе тие преговори со месеци. Повторно говориме за транспарентност и отчетност. 6 милиарди кредит, така се разбира дека е всушност овие инвестиции. Добро, Велика Британија е еден од, освен што е една од најсериозните глобални играчи, е една од најголемите поддржувачи на нашата држава, од независноста, се до интегрирање во НАТО, па дури после тоа продолжува да ни помага во развојот, посебно во безбедноста, а еден од големите трговски партнери на нашата држава. Така да ја не гледам ништо лошо, додека ние сме кредитно способни да можеме да имаме доверба од страна на Велика Британија, дека доколку ни се дават тие пари, ние ќе бидеме кредитно способни да ги враќаме истите. И да навистина да се направат инвестиции. Да, и тие да бидат инвестирани во реални проекти кои ќе го поддржуваат не само економијата, туку ќе го покренат и стандардот на живење. Овој договор е надграден преку неколку влади, мислам дека е почнат како договор од 2020, па после надграден во 2013 и сега дополнително надграден во 2025. Тоа што мене малку ми остава лош вкус и мислам дека беше кажано и официјално од страна на опозицијата, од страна на СДСМ, сите овие фондови, сите овие инфраструктурни проекти може да се добијат преку структурни и кохезивни фондови доколку ние стануваме дел од Европската Унија и тие да не бидат кредити, туку да бидат грантови, средства кои не се враќаат. Значи, со нашето самоблокирање во патот кон Европската Унија и изнаоѓање на изговори само да се стоиме на тоа дека сме кажале дека Бугари не е во уставот, ние си правиме штета на нашиот собствен живот и им оставаме на нашите деца, им го забрануваме правото да имат подобар стандард на живење. Да. Добро, и на крај, околу камповите на имигрантите за кои се тврди дека, иако имаш информации дека биле понудени на Албанија, дека Еди Рама одбил, во Македонија и амбасадорот британски демантираше дека би можело такво нешто да се случи. Ја немам, поради тоа што има премногу шпекулации, не можам да потврдувам дали во склоп на тој договор има таков член или дали тоа би било една од условите за ние да можеме да ги добиеме тие пари. Тоа не можам да го потврдам. Во принцип, Албанија има таков договор со Италија. Да. За таков камп и тоа го крива нивното партнерство на повисоко ниво. Јас лично, сега тоа е мој личен став, ја би немал проблем тоа да се случува во Македонија.
поради тоа што ние и така сме земја транзит на мигранти, нелегални мигранти. Тоа би можело уште повеќе за нас да биде придобивка. И тоа е мое гледување, значи персонално, лично гледување, да. И не би гледал ништо лошо доколку би имало такво нешто во тој договор, иако тоа беше демантирано од страна на амбасадорот, но и неколку клучни функционери во оваа влада. Да. На крај сме благодарам што бевте гостин. Благодарам за поканата, секогаш со задоволство. Благодарам што не гледавте пријатно.